Почитувани земјоделци, почитувани откупувачи, почитувани вклучени во земјоделското живење во Струмица и во регионот, но и сите вие љубопитни гледачи кои што ова неделно попладне сте со програмата на ТВ Канал Виса. Добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо. Климатските промени се дел од нашето секојдневие. Најмногу тоа го чувствуваат секако земјоделците кои што во изминатиот период преку различни обуки, проекти, едукации и работилници учат како да го заштитат својот род и своите култури од овие неповолности кои што може и 100% доколку не се следат да го уништат родот. Но сонцето и тие промени и амплитуди во температурните разлики кои што се случуваат не влијаат директно само врз растенијата, влијаат и врз инсектите. Стручната јавност го анализира животот, движењето, тенденциите, насоките, миграциите на инсектите кои што под влијание на климатските промени можат да се зголемат или да се намалат, со тоа и индиректно да нанесат штета врз земјоделството. Како што кажав, стручната јавност ги следи препораките на Светската здравствена организација, врз основа на што ги формира, ги создава и програмите за заштита на растенијата. Колегата Ване Трајков разговараше со универзитетскиот професор Душан Спасов од Земјоделскиот факултет во Штип во однос на тоа како студентите уште од студентските клупи се учат да бидат дел и да ги следат овие промени, како научната јавност ги следи препораките на Светската здравствена организација, но и како ова променливо време кое што го имаме изминатиот период кога од друга страна е бујната вегетација на растенијата влијае позитивно или негативно и кој е исходот. Да го погледнеме разговорот. Со оглед дека рековте имате 3 студентски програми овде на Земјоделскиот факултет во наставниот центар во Струмица. Според вас, кои што сте од самиот почеток, сметате ли дека новите агрономи ги добиваат оние знаење кои што се потребни за поквалитетно и поквантитетивно земјоделско производство? Не само земјоделско, мислам генерално, и овощарство, и реноградинарство, ваше видување. Така. Зошто, например, средношколец да биде дел од Земјоделскиот факултет? Тоа е може би најсоодветното прашање за тоа зошто би дошол на Земјоделски факултет. Затоа што земјоделството во Република Македонија, иако од разни причини, пошто се намало што е загрижувачки, но сепак мислам ќе дојде до момент да мораме ние да почнеме со земјоделството и се трудиме како Земјоделски факултет да уведеме новини во самата настава, да уведеме новини во практичниот дел и да уведеме новини во делот на размислувањето на студентите при самото студирање, односно и при понатамошното нивно усовршување и на крајот со дипломирањето да знаат кај се наоѓаат. Тоа го реков со аспект да ние како Земјоделски факултет се трудиме колку што можеме да им покажеме на студентите новини, не само што се новини овде во Македонија, него конкретно заради разни причини најчесто студентите ги носиме на разни обуки, на разни практични настави надвор од Македонија. Неколку години уназад носиме студенти во институт во Карнобат, тоа е Република Бугарија, во областа на селекцијата и семепроизводството. Тоа одбираме неколку, бидејќи така можностите одговараат, но секоја година носиме различни студенти, по 10 и 12 па до 15 студенти, одат на еднонеделна практична настава, тоа е вид обука, и делот на селекцијата. Исто така имаме и еднодневни или дводневни посети на разни институции, меѓу кои сега се планира на 31 мај и 1 јуни. Студентите ги носиме во Институт за ратарство и повртарство во Нови Сад, каде што ќе бидат присутни на нивните полиња, опитни полиња, во делот и на житните култури, во делот и на аграрнарските култури,
Значи ги носиме некаде нон-стоп да има движење да ги гледаат тие новини барем што не се тука, што ги има на други места и обратно, имаме размена студенти, па студенти што доаѓаат од други институции кај нас по разни основи. Дали тоа по Еразмус, дали, а исто така и по Еразмус програмата дел од студентите заминуваат и во западноевропски држави. Имам во Шпанија, во Германија, во Португалија и така натаму и така натаму. Значи, има секогаш едно движење на студентите и да им се овозможи на студентите да можат да се запознаат со работите и на страна, не само како кај нас, што се одвива и да имаат едно видување што се случува со земеделието надвор од Македонија, за да можат после полесно да се прилагодносно да применат некои новини кои ќе ги забележат, кои ќе ги таму простудираат, бидејќи тие што одат по Еразмус програма одат на повеќе дневни, односно повеќе месечни курсови се таму, за кога ќе се вратат тука да можат да ги применат овие новини во нашето земеделие. Тоа ми беше прашањето, колку ова нова генерација на агрономи и дипломирани студенти на земеделскиот факултет можат да применат еден нов пристап кон земеделското производство. Спомнете дека господин Спасов изминативе години се да се смени од традиционално производство земеделско. Така. Тие колку може да дадат поттик нов пристап на квалитетно земеделско производство и пример на тие научни методи, бидејќи некако науката во последниве години беше изоставена од тие современи трендови. Малку ме тешко да се одговори на ова прашање, но сепак во секоја генерација, како што било кога сме ние студирале и така и сега, се издвојуваат студенти кои малку повеќе се заинтересираат за овие новини, кои сакат да ги продолжат, односно да ги продуцираат после на таму. Има некои помалку, некои се задржуваат на тој традиционален начин на студирање да го заврши факултетот и така да продолжи на било какво вработување, но има студенти кои стварно и како се трудат за да ги применуваат тие новини. Пред се, со самата обука или самото размена на студенти што е со Еразмус или било кој начин ние што ги водиме студентите на практични настави надвор од Македонија, тоа се многу кратки и не може да се сознаат многу сите работи. Па затоа најчесто, значи еве вака, тоа е нивни избор, на студентите избор, најчесто тоа најдобрите студенти продолжуваат на втор циклус, па некои после продолжуваат и на трет циклус, и со цел да можат да се досовршат овде кај нас и така и со вториот циклус на студирање. Тие одат на посети пак во некои странски држави. Со третиот циклус на студирање па дури и се задолжителни да морат да имаат 2-3 месеца престој на страна, каде што ќе можат овие новини да ги донесат и за да ги продуцираат. Сега, тука е разликата што најчесто тие што се определуваат на трет циклус, знаеш, и главна цел им е да останат во образованието. Но голем дел сега во сегашно време, дел од нив кои што и се на трет циклус, не доаѓаат од образовни институции, но доаѓаат од приватни, од фирми, од компании кои се занимаваат со таа земеделска дејност и што е како добро, можеби многу е бавно, се уште нема некој голем тренд за тоа, но полека почнува да се тоа, односно да се испраќаат вработени од компании на втор, на трет циклус заради досовршување и заради понатаму нивно Ова значи дека Штипскиот универзитет ги дава можностите и за вакви категорија на луѓе кои што сакаат да се дообразуваат и да ги дополнат своите знаења. Така, значи тука се студентите на втор и на трет циклус, каде што можат како да ги дополнат своите знаења, да се досовршат, што значи, пак ќе кажам, не мора да значи дека ако тој биде магистар или доктор науки да мора да биде во образовна институција, значи тоа се
еве ние имаме неколку примери веќе на студенти на трет циклус кои доаѓаат од компании кои што се во секторот земеделие, кои се интересираат за подобро, односно за усовршување на нивните кадри заради продуцирање некои новини во делот на земеделието. Струмица, односно наставниот центар овде нема фитомедицината колку што да разбрав, но претпоставам дека ни со останатите 3 студиски програми сепак заштитата на растенијата е еден од сегментите на кои што се дава акцент. Колку може еден студент преку овие 3 програми овде, кога ќе заврши со образованието, да знае директно да се вклучи во производството и да биде заштитар на лозовите, овошните насади па и кај градинарството, едноставно да го заштити растението нели од овие болести. Так. Климатски. Нашите студиски програми моментално се организирани до трета година. Сите студиски програми ги имаат истите предмети. Што значи дека и до трета година те ги слушаат сите предмети што се во делот на заштита на растенијата. Значи тука се фитопатологијата, ентомологијата, фитофармацијата и така натаму. Додека бидејќи во студиската програма градинарство, како што е кај нас застапена, и таму се изучуваат плюс заштита во градинарството. Значи се надополнуваат сите тие мерки, контроли што не се практикувани, што не се предавани, што не се изучувани до третата година, во четвртата година се плюс продуцираат и односно се предаваат и на тој начин се надополнуваат конкретно во Струмица во делот на градинарство. Бидејќи Струмица го сметаме за еден од најразвиените градинарски региони во Македонија и затоа можеби нагласкот овде е дадена студиска програма градинарство, што пак ќе кажам, не мора да значи дека ќе биде секојаш тоа. Еве сведоци сме на некои нови движења во земјоделското производство, па и во Струмичко, со подигањето на нови лозови насади, со подигањето на нови овошни насади, кои што може да се промени структурата на земјоделското производство, каде што ќе има потреба веќе од изучување и од други насоки. Значи, но за сега се уште сме ориентирани на делот на градинарството, значи целокупното градинарско производство, меѓу кои и заштита во градинарството. Значи, тоа е во делот на заштитата, тука сме најмногу ориентирани во делот на градинарската култура. Ова вако ги учите студентите при вакво време како да ги заштитуваат? Па сигурно, да, знае се уште при самото предавање се нагласуваат, значи при вакви услови, кои би биле потенцијалните можни болести што може да се јават, кои би биле потенцијални штетници кои можат или кои ваквото време сметаат да не можат да се јават, каде што во земјоделството има една изрека, ако на некој му е добро, на друг му е лошо, за тоа што ако врни тие што се под заштитен простор нема проблем, али тие што на отворено може да им смета и било како, што значи дека секако тоа им се објаснува, значи во делот на бидејќи во текот на сите предавања се менуваат различни временски услови, значи имаме и сончево, и ветровито, и облачно, и врнежливо, и значи во секое предавање им се нагласува кои се тие можни болести или штетници што можат или што не можат, што поволните климатски услови влијаат да појава на некои инсекти, некои болести. И многу често на денешните генерации на студенти им нагласуваме во делот на климатските промени, глобалните климатски промени, бидејќи во тој дел го пратиме ние целокупното односно глобалните климатски промени во целиот свет, меѓу кои, јас лично како ентомолог, како заштитар во делот на инсектите, пратам, значи, со глобалните климатски промени, кои инсекти би дошло до израз. И се случува тоа. Уназад неколку години го пратам тоа и се случува да имаме кај некои инсекти, каламитет, така наречен, значи, зголемување на бројноста, некои намалување на бројноста. Значи, сите како влијаат тие климатски промени и дури Светската организација за храна ФАО и таа дава свој извештај на кои инсекти
или болести, конкретно и за болести, колко се работи за фитопатолошки проблем, значи кои инсекти или болести можат да дојдат да се зголеми нивното присуство, значи да дојдат до каламитетно присуство при тие климатски услови. И таму се дадени и по реони, конкретно на Балканот, кој, па ние и во Македонија ги пратиме тие, кои би се можеле да бидат како присутни, кои и како очекувам јас од година во година нивното присуство да се зголеми и за тоа се прават некои програми, за превентивни програми во колективната заштита, моменталната заштита и постбербени заштита. Ама се дават и на дознаење на студентите. Така, да. Тоа секогаш буквално при зборувањето на секој во ентомологијата, при предавањето на секој инсект, јас им нагласувам. Овој инсект се очекува после неколку години да биде во каламитетна состојба, неговото присуство да биде. Значи, и со тоа да се преземат мерки како би било да се заштитиме од тие, односно да не дозволиме таа каламитетна појава да ни направи некои сериозни штети, како што ни се случи некада 2011, кога се јави тута апсолутно кај доматите, па 2012-2013 имаме каламитетна појава, каде што имавме и како големи штети од овој инсект. Па затоа сега ги пратиме сите инсекти, ги пратиме климатските промени на тој начин да правиме таа програма за заштита. Професор, с оглед дека имаме, отворено немаме нешто многу големи површини да сада, но во секој случај това е ваша препорака, имаме малку врнежливо време, не е стабилно, нема некои големи осцилации на температура, но сепак еве до земјоделците баш совет. Вака сега, значи, овие временски услови погодуват за појава, малку се земам од тој агрономски дел, се вмешам и во делот на фитопатологијата на болестите, бидејќи ние како агрономи, колку толку и гледајќи на терен ги познаваме. Не реков дека сум јас експерт за фитопатологија, но ги познаваме болестите, за да можеме и ги пратиме болестите, за тоа што се многу поврзани сите заштитни мерки во делот на земеделието, дали се тоа од болести или штетници или плевели, значи ние сакајќи или не се мешуваме во сите проблеми, бидејќи нашето земеделие се знае какво е, имаме ние, значи мора да бидеш присутен, односно да ги пратиш сите работи, за да можеш на терен да одговориш многу работи. За тоа ќе кажам во делот на фитопатологијата, на појавата на болести, и така кој има поволни услови сега, конкретно, за отворено, поволни услови има за појава на болести кај компер, на пламениците кај компер. Значи, тие се максимално поволни услови и треба самите производители при првите поволни услови, без разлика, за утре се очекува да климатски, да пратиме сите прогнозата, се очекува да не врне. Да се направат заштита, уште сега, без разлика другиот ден дали ќе врне. И тоа им препорачувам заштитата, да ја прават со некои препарати кои се системици, значи имаат лабинско дејство, и плюс да додават некој органски прилепител. Органскиот прилепител ќе им помогне многу брзо самиот препарат или инсект или за болест, некој инсектицид или фунгицид, за побрзо да пенетрира во самото растение, па дури и после 2 часа да заврне, ефикасноста на препаратите нема да биде намалена. Значи, колку да сакаме ние да избегнеме таа хемија, има моменти кои мораме да продуцираме, значи мора да ја употребиме заради избегнувањето на тие штети кои што се над економскиот праг на штетност. А тоа може да се случи. Значи, друго, на пиперката што е неотворена, што е веќе расадена, има дел расадена, јас мислам дека и поголемиот дел дури расадена. Јас после овие врнежи можам да прогнозирам дека прво што може да се јави од болести, тоа е некои бактериски болести. Значи, бактериски болести кои се присутни во почвата, кои што самите капки од дождот тие летаат нагоре, ќе ги заразат прво долните листови и после доаѓа ги шарување на целото растение и опаѓање на сите листови. Значи, против нив, тоа се некои бакарни препарати и задолжително инсектициди
кои би биле пожелни заради спречувањето на појавата вакви услови многу се полни за појава на лисните вошки. Значи, сето тоа треба да се скомбинира за да се направи една заштита. Затоа што сега пиперот е уште во рана фаза, може да се дозволиме некои препарати со малку подолга каренца. До берба има уште многу време, значи препаратот има време да се распадне, да не остави некои штетни материи, односно резидуи од самите пестициди, од самите препарати кои ќе били штетни во делот на исхраната на луѓето кои се хранат со овие растенија. Друго, во заштитен простор, иако е заштитен простор, при самото отварањето на проветрителите, на страните, може да дојде до зголемување на влажноста внатре, па дали се тоа домати. Пред доматите, каде што има опасност, посебно покасните домати, кои се во буен раст, во помлада фаза, па дури и тие и пораните, значи има опасност да дојде до појава прво од пламеницата и од сивото гниење. Дејќи ботрицисот има поволни услови, сивото гниење може да направи да имаме да најде мал отвор, значи мала повреда на самиот плод, веднаш габата ќе влезе натре и ќе дојде до гниење. Од инсектите кои што се присутни на нашиот терен, значи тоа е тута, трипсот, лисните вошки, едино во заштитен простор може само лисните вошки да бидат, тие се поволни услови што влијаат на нив. Туцата не може да се развие многу, овие климатски фактори не влијаат за нейниот развој, белокрилката исто така нема да се развие. Трипсите, тие сите бараат повисока температура и така големи температури. И хеликоверпа има уште една гасеница која навлегува во плодовите и таа се уште е рано за неа, но додека од делот на болестите може да се јават некои проблеми кои може да направат и така за една ног може да направат штета. Во делот на лозарството, па и во лозарството исто така имаме поволни услови за појава на пламеницата. Иако лозовите наследи се уште не се во буен раст, но имаат тие климатски фактори дозволуваат да имаат прираст на литерасите, многу брз прираст, и доколку се заштитат со контактни препарати, заштита ќе биде за многу краток период. Значи, за тоа препорачуваме таму, во лозовите наследи се извршат заштита со системици, кои што ќе траат малку подолго време и со новиот прираст на самите литерасти да може да бидат заштитени, значи подолг период. Во овощарството има, кај крушата, има поволни услови за развој на бактериозата, има поволни услови за развој на псилата кај крушата, што е многу опасен штетник, заедно со бактериозата, буквално ги уништија крушковите наследи во Македонија, затоа крушкови наследи има многу малку во Македонија. Исто така кај сливите, монилијата, тоа се гниење на плодовите, кои продуцираат уште во цветењето, но сепак со мали остатоци од некои зарази, такви климатски фактори дозволуваат да брзо се развијат тие и има уште многу други работи. Значи, климатските фактори во секој случај, овие климатски фактори што се таквото време променливо со врнежи па сонце и така се поволни за развој на голем број на болести. А што се однесува до житариците, до луцерката, тие се поволни климатски фактори за нивен развој. Јас мислам дека со овие дождови, мислам дека житарици во Македонија па ќе има прилично добри приноси. Луцерките исто така ќе имаат добар прирост, но што се однесува, реков, до градинарството, овощарството, лозарството, сепак треба да се води строга контрола во делот на заштита. Vidiš li ovaj Slavol? Njime prskaš posle nicanja. Bolje će da raste, više će da rodi. Knjige čitaj, ali dedu pitaj. Hvala, deda. Tvoj je savet zlata vredan. Slavol, recept za bolji prinos.
секако земјоделската емисија не би била комплетна без стручниот совет кој што за вас земјоделците го има нашиот стручен соработник Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Предлагам да слушнеме што има да порача сега. Добар ден, почитувани. Се наоѓаме период кога во полнек е раногренарското производство, период кога е доста исто така важно не само заштитата и изборот на другите абиотски фактори, температура, влага и така натаму, него тука сега многу е важна и исхрана на растенија. Зашто велам? Ќе земам пример доматите. Доматите се во фаза на гоење на плодови, некаде веќе има првата берба стасова, веќе поодамно е скршен врвот и овој период кога голем број на земјоделци мачат, односно прават кардинални грешки, клучни грешки што може да доведе до губење на квалитетот и квантитетот на плодовите. Затоа ќе искористам оваа прилика сега во оваа емисија само накратко да спомнам нешто за макроелементите, и тоа за азот, фосфор, калиум, нивното делување. Со цел да не се прават овие грешки. Први основно што сакам да нагласам е тоа што азот е макроелемент, се вика макро затоа што растенијата го земат повеќе од 0,2%, се карактеризира со тоа што кај растенијата покрај другите физиолошки и биохемиски процеси ја дава маса. Значи да расте, да развива, значи вегетативната маса. Фосфорот пак од своја страна покрај тоа што учествува во исто така во другите процеси во аденин трифосфат и така натаму, за луѓето, за земјоделците, значи не за стручната фела, него за земјоделците, поедноставно кажано, всушност фосфорот го дава цветот. Значи ако треба да се формира цвет, ако да се отвори цветот, тука фосфорот иде во први. И третиот макроелемент кој што е доста важен е калиумот. Тука би се задржал нешто за калиум. Значи калиумот има својство да ја регулира пропускливоста на водата од клетките, значи помага да поиздржуваат на суша, што е позитивност на овие температури. Али што е многу важно, калиумот е тај елемент кој што врши гоење на плодовите. Зошто велам важно? Затоа што голем број на земјоделски производители мислат дека сега пример кај доматите, ако стават комбинација 10-10-40, пример, со многу калиум и мислат ќе се запечи плодот, ќе остане ситен, од имало многу калиум. Тоа е погрешно. Значи калиумот не предизвикува предвреме зрење на плодовите. Зрењето на плодовите е од времето. Значи ако една сорта е кажано, е создадена дека плодот од оплодување цветот до бербата треба да помине, карикирам, 35 дена, значи за 35 дена плодот ќе зрее. Дали ќе е плодот 50 грама, дали ќе е 17 грама, дали ќе е 150 или 217 грама, не зависи од, да речеме, ако ставаш, тоа од времето зависи. Значи не може, ако ставите пример 40% калиум и најнаш плодот место за 35 дена, за 15 дена да зрее. Тоа е сосема погрешно. Значи тоа е многу, тоа јас дори се смејам како да кажеме на дете од 7 години, ако дајме убава храна, од 7 до 17 ќе стави години. Значи не постои тие работи, значи калиумот го гои плодот. И се препорачува сега затоа што плодот, колку што е позгоен плодот, добива во тежина, добива во квалитет. Затоа тука ѓубривата се во оваа фаза треба да се стави, во раногренарството справно обед, да се стави калиум. Втора работа, особено кај доматите што треба да внимават земјоделците. Не смеја кога е скршен врвот да има азот, да има многу азот. Зошто? Азотот, рековме, дава маса. Скршен врв, плодови, кај ќе оди маса? Удира во плодот. Тука има антагонизам, што се вели, или еден спроти друг. Значи, ако се стави превише, ако го имам многу, пример, азотот, он ќе оди во плодот, го блокира калиумот и доаѓа што? Послабо гоење, значи поспоро гоење и шарување на плодовите. И затоа велам намалување на азот, калиумот да е доминант. Ова е едно кратко моје резиме за денешната емисија. Нормално ние и во наредните емисии ќе даваме осврти, би сакал ушеднаш да кажам, исхраната е клучен сегмент за добивање на едно квалитетно производство.
Поштувани гледачи, јас ви благодарам за вниманието со кое ја гледавте и оваа емисија на Агроинфо. Се надевам дека колку толку празниците кои што поминаа празничните денови успеавте малку да одморите и секако со нови сили да стартувате во новата работна недела. Секое добро до следната недела.